Техничкиот министер за внатрешни работи Инаке Чулев денеска во посета на СВР Штип. Меѓу другото, како што рече, со колегите разговарале за безбедносната состојба на подрачјето на штипскиот сектор и ефикасноста во справувањето со организираниот криминал, но акцент било ставено на подготовките за организирање на предстојните предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 12 април. Беше потенцирано дека најстрого ќе се санкционира секој обид за нарушување на гласачкото право на граѓаните и секоја изборна нерегуларност. Истовремено им беа понудени обуки на сите оние млади полицајци кои што немаат претходно поминато обука за одржување на избори. Според техничкиот министер Чулев, серијата на случаи со опожарени возила на подрачјето на СВР Штип се резултат на меѓусебна пресметка меѓу криминални структури вмешани во недозволена трговија со наркотици. Како што бев информиран, во изминатата 2019 година се работи за 27 случаи на опожарени возила, од кои за 12 се има веќе утврдено дека се како резултат на намерно палење, а дел се само запалени, а дел уште се врши криминално вештачење од страна на криминалистичка техника во Скопје. Досега е откриен само еден случај на опожарено возило. Во однос на мотивите, како што бев информиран од колегите, се работи за чисто криминални мотиви и за пресметки помеѓу две криминални групи кои што се инволвирани во организирана трговија со наркотици. По забелешка на колегите дека Штипската полициска станица се соочува со недостиг од нови полициски службеници, Чулев најави дека за 3 до 4 месеци проблемот ќе се реши со нови приправници. Инаку во делот на справувањето со криминалните структури, активни на подрачјето на СВР Штип, техничкиот министер Чулев истакна дека во тој дел треба да се преземат сериозни дополнителни активности.